вечер, почитувани гледачи. Уште едно ново издание на дебатниот магазин Клик Плюс на телевизија 21 со мене Љубиша Цветковски. Каде водат дневно-политичките афери? Вечерва за прв пат во Клик Плюс двајца политички аналитичари. Едниот Ненад Јовановиќ. Добро вечер и добре дојдовте. За прв пат сте во Клик Плюс во овие 3 сезони или откако постои емисијата и за прв пат во ТВ21. Да, ви благодарам на поканата. Мора да признаам дека ова што го гледам изгледа прилично импресивно. Благодарам, се надевам дека и дебатата заедно со доктор Филип Петровски ќе биде импресивна. Дипломиран политиколог. Доктор по политички науки. Доктор по политички науки, Филип Петровски. И вие сте за прв пат во Клик Плюс и во ТВ21. Да. Добро вечер и добре дојдовте. Некој големо чудо ќе се деси, двајца нови гости на волку мал простор каде што сите се аналитичари и сите ги канат на сите можни емисии. Да најдеш двајца гости кои што се за прв пат. Задоволството се надевам ќе биде обострано. Почитувани, вечерашниот Клик Плюс едноставно го насловивме во морето на информации, дезинформации, афери, случувања, каде водат дневно-политичките афери. Петровски, се случи двојник, мафија, аферата со пасоши. Да. Некој велат дека оваа пасошка афера може да предизвика тектонски потреси. Може ли? Може и треба. Се разбира дека ова не е секојдневна афера, да се издаваат пасоши, да се креираат лажни идентитети, да се користат постоечки идентитети е многу сериозен проблем во секое општество. Она што мене ме интересира е која е инволвираноста, ако ја има од страна на политиката и зошто на јавноста и се сервираат делумна информација. Значи се кажува само некоја бројка имало толку и толку. Зошто, например, не се објави првиот пасош издаден, не знам, 2018 или 2013, министер бил тој, началник бил тој. Оваа афера може многу лесно да се декомпонира до основните учесници. Тие не треба да се кријат од јавноста и тие што се во МВР како професионалци, условно кажано, бидејќи се работи сепак изгледа за криминалци, а не професионалци, и ако има политички ангажман. Значи, односно, ако е направено во интерес на некаква политичка гарнитура. Се разбира дека треба да знаеме до детал зошто, како што, бидејќи, како што рековте, се соочуваме со мноштво на дезинформации. Аферата се користи од страна на двете политички гарнитури за препукување кој бил виновен. Кажува дека некој бил секојдневна комуникација со Мицковски, па бил умешан во политиките, па јас слушнав една варијанта и дека намерно е пуштено да се види што ќе стигне до Мицковски, што ќе објави он, па он обвинува дека он открил. Значи, ние немаме баш некоја јасна ситуација целосно за што станува збор. Мисля, че не дека треба повеќе транспарентност кон јавноста и секако пожестоки казни за тие што учествуваат, бидејќи навистина се нарушува интегритетот или целосната слика на Македонија надвор од државата. Да, Јовановиќ, лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски праша зошто власта молчала за оваа афера, се додека ВМРО-ДПМН не ја отвори на пресконференција. Видете, што се однесува до оваа афера со фалсификување на пасоши и со фалсификување на возачки дозволи, јас ја анализирам на две нивоа. Значи, гледајте, прво се работи за еден скандал во кој со сигурност не може да кажам дека е точен, но факт е дека власта, односно министерот Оливер Спасовски ја работеле оваа инкриминирана состојба, дека година дена ја наблюдувале, ги собирале адекватните информации и ги доставувале до јавното обвинителство. Се сомневам цело време дека некој од Министерството за внатрешни работи, кој што веројатно се уште вирее тој менталитет на груевизмот, нели, да не заборавиме заробената држава, дека секако моќта се генерираше околу
апаратот на државна безбедност и така натаму. Можно е да му има потфрлено некаква информација дека наводно е под скандал Министерството за внатрешни работи. Значи, тенденциозна е пресконференцијата од проста причина што кога јас би бил одговорна опозиција, јас би отишол до обвинителството и таму би ги доставил информациите со се во притвор. Еден или двајца луѓе се под специјални мерки, а третиот е во бегство. Значи, сепак има силна реакција и ги завршува Министерството за внатрешни работи овие инкриминирани состојби. И да не заборавиме, Мицкоски кога зборува на пресконференција, односно Александар Николовски, тоа мора и многу јасно да го кажем на самиот почеток, па ќе влеземе во понатамошна расправа, да повикувате на чест и на морал. Најчесто во јавност кога повикувате на чест и морал, тука најмалку има чест и морал. Да ве подсетам само пред 3 или 4 години, тој Александар Николовски со тие видео снимки излезе дека Миле Јанакиевски, неговиот шеф, му порачува сообраќајна несреќа. И сега, јас од граѓанска, од лаичка позиција, некој човек, кога бил вклучен во такви инкриминирани состојби во претходниот режим, за кој бевме декласирани од Европската Унија дека сме заробена држава, да повикуваш на монтировка за сообраќајни несреќи, а сега да се повикуваш на морал, бидејќи ете некој ги инкриминирал пасошите, ги фалсификувал, па испаѓа дека оваа земја е како малте некако Колумбија. Зошто нема истрага за Николовски? Затоа што има имунитет ли? Па, нели еве, ова е сериозна, нели, не конструкција, него последица во реалноста од неговото однесување. И зошто нема истрага? Сега види, само чисто дури човекот се споменува во овој момент естетизирам чисто граѓански. Јас не можам да одлучувам зошто нема или како нема. Јас само зборувам, ако се повикуваш на морал и ако се повикуваш на етика, тогаш предпоставувам ни сопствениот пример прво треба да покажеш дека си способен, дека си етичен, дека си морален, а потоа да вперуваш прст во некој друг дека е неморален, неетичен. Само во таа смисла. Во политиката наша нема такви кои што може ни сопствен пример да делуваат како. Тогаш не е фер на таков начин да дискредитираш и да се повикуваш на етичност и на морал. Да те потсетам дека има извештај на Европската Унија дека тие луѓе што ги споменуваш се извори на лажни вести, креатори на лажни вести во Македонија. Да, тоа се прогласени тие. И тоа не е случајно, значи очекувам ја и ова што го дебатираме, бидејќи они имаат машинерија за која што добро знам како е формирана и за тоа сум зборувал јавно, машинерија која што служи за одбрана на ликот и делото на овие двајца, која што е добро платена со странски пари, која што произведува лажни вести за да се створи еден шум околу реалните вести и нормално да се ќари политички поен од тоа. А може само да се надоврзам на ова што го зборуваш? Апсолутно. Дали не мислиш дека се уште вирее еден јат и чемер дека таа политичка партија со Мицковски на чело е се уште тоталитарна, бидејќи ако ги почитуваш постулатите на демократија, тогаш можеш да веруваш дека во оваа држава постои некаков суд и дека постои обвинителство. Ако арбитрираш од позиција на двајца или тројца луѓе во медиуми и пресудуваш кој е крив, а кој не е крив, кој треба вода да носи, а кој треба боз да се прошета или како беше жеден низ таа вода, тогаш симптомите се автоматски, авторитарни, популистички и злонамерни. Да не ги користиме медиумите и пресконференциите за пресудување. Тоа сакам. Моје лично мислење е дека ова што ни се случува како нели искривена реалност што го имаме е токму последица на тоа како се учат луѓето кои што се зачленуваат во партијата дека треба да почитуваат врховен авторитет, како некој, не знам, Ким Ил Сунг, и истиот тој врховен авторитет не може да биде повикан на одговорност или во демократска дебата да биде сменет. За жал тоа е во ВМРО ДПМН е многу сериозна, акутна состојба. Заев, не знам дали сакаше да го избегне тоа, па дозволи да го гласа членството, дали е некаква обланда, не сум правил анализа, меѓутоа
тоа што го направи Заев во СДСМ, јас повикувам 10 години назад да го направи ВМРО ДПМН. Само да ја завршам реченицата, извини. Значи да партиите се демократизираат, затоа што на тој начин ќе може да се предизвикуваат авторитетите внатре и ќе се произведат здрави функционери или личности за практицирање на власт во државата. Ако имаш политичка партија која е демократска, тогаш предпоставувам преку таа политичка демократска партија ќе ги наследиш институциите на демократски начин. Ги учиш од некој политичари ги учиш какви треба да бидат, а ти ги учиш дека треба да слушаат, да веднат глава. Господа, посебен дел во емисијава ќе одвоиме за партиските штабови кои се во герила акција, но за волја на вистината на оваа тема за двојник мафија, пасошка афера, да ја заокружиме темата. Каков исход очекуваме? Колку ова акција која беше меѓународна, како што кажа и министерот Спасовски, може да го наруши нашето натамошно интегрирање во безбедносните структури, па и на НАТО, бидејќи издавањето и откривањето на ваква афера може сериозно да влие врз натамошната добивање безбедносни сертификати. Ако мене ме прашувате, јас мислам дека ова преуранета. Повторно ви велам, таа хистерија е пренападна и преосудена. Значи, но аферата постои, имаме лица кои добиле пасош, исто така лица кои добиле пасош, специјално истрага, обвинителството соопшти дека ќе отвори истрага. Но исто така за тој човек за кој што се терети дека го фалсификувал пасошот, односно Министерството за внатрешни работи го предало пасошот фалсификуван, ако го слушате добро Оливер Спасовски, зборува дека тоа се случило во 2019 година, кога имавме локдаун и кога имавме техничка влада. Ми се чини, немавме локдаун, ама некаде во јануари, кога имаше техничка влада лани. Значи, Министерство под начело со Наќе Ќулев го издало тој фалсификуван пасош и повторно имам право да се сомневам дека се уште во Министерството за внатрешни работи некои луѓе би требало да се исчистат, не во смисла идеолошки, туку баш треба да се исчистат професионално, етички, морално и се мислам дека се уште таму некои структури виреат од груевизмот, кој што се уште не се можеби влезени во тој ветинг и така натаму. Дали можеби решение на овој проблем е долго најавуваниот ветинг во МВР? Апсолутно. Апсолутно мора да се бидејќи како што кажавте, ја имам радикални позиции, секогаш така сум настапувал и така мислам дека се решаваат проблемите. Радикално не е Српска радикална странка на Шешел, радикално значењето на зборот е коренито и прецизно сечење. Мора да се пресече ова држава во држава. Таму има држава во држава. Ја тоа го зборам уште од како сум студент. Од следењето неовластените досиеа на студентите, на неистомислени политички, прислушувањата на телефоните, укинувањето на приватноста, правење на пасоши, правење на лажни идентитети, таму има се. Тоа е стварно држава во држава. И ме прашавте дали тоа ќе влијае на нашиот имидж надвор од државата. Може да влијае, може и да не влијае, зависи од тоа како ќе реагира МВР сега. Затоа што рекоа дека работат со Интерпол и со американската амбасада, односно држава, и тоа значи дека они имале некаква координирана акција и нека земат и нека го решат ова на бенефит прво на граѓаните и второ на бенефит, односно да се врати кредибилноста на полицијата и секоја престане се примаат партиски војници и од СДСМ и од ВМРО и од било која и од ДУИ партија во полицијата. Треба да има друг посебно, односно друг кодекс на однесување таму. Многу добро знам како се функционираше кога беше Наќе Ќулев и што правеше во кабинетот. Не сакам ова да го свати Мицковски како напад врз него. Жал ми е што немам прилика во очи овие работи да му ги кажам бидејќи се крие, но сепак не е така работата како што ја представува на неговите пресконференции, односно дека само едната страна била виновна. И затоа сметам, не бранејќи никој, дека треба точно да се знае до детал. Кога, датуми, кој издал, како издал, кој бил политички, кој бил, дали е во притвор, дали е во затвор, дали е во со име и презиме. Да знаеме точно. Сега за сега има магла се уште.
Се надевам дека наскоро надлежните, особено обвинителството, кое што и отвори истрага за македонските пасоши кои биле давани на припадници на балканско и регионално подземје со украден идентитет, ќе биде многу брза. Страшно, да. Во споредба со некои други истраги што ги имаат, но она што ни се случи одлагање на пописот поради ковид пандемијата. За ковид пандемијата и мерките и активностите ќе зборуваме подоцна вечерва. Се случи одлагање на пописот. Седна и се договорија двајцата лидери на ВМРО ДПМН Мицковски и на СДСМ Заев. И одлучија, но тоа најде на револт кај останатите политички партии. Се изгласа во собранието одложување на пописот, бидејќи мораше според закон. Она што долеа масло на огинот е тоа што изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски, дадена токму минатата недела тука во Клик Плюс, беше дека диаспората само ќе се евидентира, нема да се попишува. Извлечат дискусиите надвор од собрание, бидејќи нема таму авторитет кој ќе ги каже чекајте ме малку. Ако може само да ја завршам реченицата. Значи, како тоа вие се договарате каков закон ние ќе донесеме. Да има лидери на пратенички групи, да има луѓе со авторитет во собранието. Нема такви за жал. Ова е таа дегенерација на системот кој што произлегува, па ќе кажам, од партиите, од тоа што во партиите дегенерацијата почнува и подоцна се пренесува на системот и затоа немаме функционален систем. Ако може да се надоврзам на Филип ова што го кажува, мислам повторно е прегрубо неговата констатација, но го разбирам. Радикалната неговата позиција, го разбирам, велам, не го уважувам во таа смисла, но го разбирам. СДСМ е прва политичка партија која што се обидува дури изборниот законник да го промени, за да можат од, како се вика од директната демократија да произлезе од долу, од базата. Значи луѓето да можат со отворени листи да се такмичат без цензус, колку ако добро и ова е за поздравување. За поздравување. Значи, секој да си се избори во својата заедница или во својот град со некои своји размислувања за политиката, со своји некои пораки да се обраќа на тоа, може да се случи дури и некој кандидат што е на листата да добие повеќе гласови отколку лидерот на партијата. И е многу важно, исто така, многу е важно за сите политички чинители во собранието, без разлика на која проминенција политичка припаѓаат, мора да изградат некаков консензус и самите пратеници за тоа што е универзално во оваа заедница. Значи не можеш да повикуваш на расизам или не можеш да повикуваш на етнички конфликти, овие се наши, овие се ваши, него сепак заедницата има потреба од некои пратенички добри улоги во самиот град, во самото село, не знам, во самата општина и така натаму. Значи сепак некако и самите политички чинители, пратеници, идни пратеници, советници во Совети, еве сега имаме и локални избори во октомври месец, сепак мора да се грижат за таа заедница на некој универзален начин. Ако повторно влеземе во таборашење, ние во нашиот ров, тие во нивниот род, тогаш ќе предизвикаме она што го велат и писатели и филозофи, ќе влеземе во еден нарцизам на мали разлики, во кој дополнително само ќе ги продлабочуваме конфликтите, а ништо напротив нема да решаваме. Значи сепак е дојдено време да почнеме малку да излеземе од сопствените желудници и од сопствените меури и да и продуцираме на оваа заедница, ова граѓанство, некакви договори за некаква иднина. Бидејќи вака ако продолжиме да се разјадуваме во оваа масовна пандемија во која и луѓе ни умираат, и пренатрупани се болниците, некако и јавното здравство се брани, па се јакне, па се брани, еве клиниките па неќат ни овие приватните клиники да ги санираат болните, си го гледаат својот капитал и така натаму. Значи, кога нашето општество во овој момент страда, ние мора да покажеме една малку поголема емпатија и сочувство за тие што страдаат, а не за политичките партии, односно конкретната политичка партија ВМРО ДПМН да ја користи корона кризата за свој сојузник, за да му наштети, да кажеме, како што ја почнавме дебатата со
пасошите, да го делегитимира, не знам, и институцијата МВР, да го делегитимира министерот Спасовски. Блок. Ова ве прашувам и двајцата со оглед на фактот што во понеделник најави премиерот Заев дека ќе се сретне со Алијанса на албанците и Алтернатива за да се изнајде решение за нивното барање за добивање државјанство на Македонија, за законот што го предлага Алијанса и Алтернатива. Моje лично мислење е дека оваа интервенција што сега се прави од страна, за да се направи некаква, тоа што го рече Заев, влада по принципот на ЦДУ, ЦСУ со либералите во Германија или не знам влада на широка влада со сите партии, која што е обид да се стабилизира македонското ткиво. Македонското ткиво е толку зајадено, разјадено и да не кажам во канцерогена фаза, што странците гледаат дека ќе се распадне државата. Вие имате една сериозна структура, идеологија и политичко делување унифицирано од страна на албанците кога имаат било каков интерес, кој што сметаат дека се поклопува со големата слика, а меѓу македонците не постои договор за ништо. Не попис за местна заедница нема да се договорат Мицковски и Заев, ако нема интервенција. И затоа мислам дека овие интервенции се во таа насока да се направи баланс во државата, тотално нема баланс. И мислам дека тоа веќе не им одговара генерално и на тие некои наши странски партнери, НАТО, ЕУ и така натаму. Не сакаат држава која што е постојано извор на нестабилност, на нервоза, на несигурност. Би преминал тоа беше исто Каракачанов проблемот што се деси. Да, токму тоа би сакал да го слушнам. Да. Познаваш си на работите. По 11 години власт по Пладнево, доцна по Пладнево, бугарскиот премиер Бојко Борисов, се уште актуелен, напиша дека нема да биде ниту пратеник, ниту премиер. За почеток целосно ќе се посвети на својата партија ГЕРБ. Што значи ова? Што би значило ова и за нас, но бидејќи очекувавме позитивни вести од Бугарија и што требаше да биде позитивна вест? Барем според најавите дека по изборите во Бугарија и формирањето на новата влада можеби ќе се омекнеше ставот и ќе даде зелено светло за почеток на преговорите за датум. За жал мислам дека имаме тотално дегенерирање на односите меѓу Македонија и Бугарија. Жално е што некои разузнавачки структури, партиско-полициски структури допринесоа од двете страни тоа да се случува. Ја повеќе пати сум кажал, мислам дека треба да имаме специјални односи со Бугарија. Нешто кој што има да речеме Косово со Албанија. Нема зошто да се форсира и да се создава проблем. Ние имаме сепак многу голема блискост. Има многу македонци по потекло што емигрирале и денеска живеат во Бугарија. Може се нарекуваат бугари, може се нарекуваат македонци, се битно таму живеат. Историски гледано ние треба да имаме поврзаност, а не раздвојување. Она што ја мислам дека се случуваше беше интервенција во бугарската страна и во македонската страна од структури кои што сакаат да ги попречат да речеме некои регионални стабилизирања од страна на НАТО и помалце на Европската унија. Пред неколку месеци Грција даде официјална државна изјава дека спорот меѓу Македонија и Бугарија представува проблем на јужното крило, односно југот на НАТО. Значи, во тој контекст, ако ги анализираме работите, некој добро се потруди овдека да има нестабилност. И таа нестабилност, после ако се придодаде на нестабилноста во македонскиот сектор во Македонија, вие имате постојано нервоза и никогаш не можеме да се интегрираме, да не речем пак грубо, во местна заедница, а не во Европска унија. Така што, по мое,
пак треба да пружиме рака. Сега, јас сум политички неистомисленик со Заев, меѓутоа Заев добро постапуваше кога рече да се пружи рака, да се подаде од наша страна, бидејќи бугарите ќе не заобиколат, имаат начин како да не заобиколат внатре во нашата држава, ако не најдеме единство по некои прашања, ако не најдеме конечен одговор, да се договориме да се завршат некои работи. Во една изјава имате кажано дека високи бугарски структури, предводени од Каракачанов, давале информации за текот на случувањата во Македонија. Во врвот кај Мицковски на човек. И јас се сомневам дека ова беше продуцирано. Јас се сомневам дека ова беше продуцирано со соучесништво на луѓе околу Мицковски, да се дестабилизира државата. Се разбира, тоа е нивната идеја како да дојдат до власт, да го тргнат Заев и не знам што може да е легитимно. Меѓутоа, ако се гледа констелацијата, кој ги давал информациите, како се движеле тие работи, може да беше малку поголем проблем, односно да се упалиат црвените светла и надвор од Македонија. И затоа, впрочем, и јавувањата на некои амбасадори дај овие двајца да седнат, да ги смириме малце македонците, бидејќи ова веќе мириса на крвопролевање во наводници, кажам. Ивановиќ, јас неколку пати сум кажал, што може да очекуваме од ваквиот развој на настани, бидејќи некој прерадикално ова, нели? Дека некој во бугарската јавност ја споменуваат и екс-шефицата Екатерина Захариева за можен премиер. Знаете како? Очигледно е дека во овие 5-6 месеци, 7-8 од август ми се чини од кога го пуштија, или август или септември кога го пуштија тој фамозниот 2020 меморандум бугарите. Очигледно е дека, барем од моја позиција, тоа што го исчитувам и тоа што го гледам, е дека богати европски земји, ама тие вакцини се затворени и како се вели она, што би рекол нашиот народ, држи и не пушта, не дава на соседи, не дава на мали земји, држи и се штити, се брани. Значи, тука задоцни Европската Унија, задоцни постулатите од Втората светска војна за солидарност, за толеранција, за помош на послабиот, но ние немаме што друго да правиме, освен да се обидеме максимум од секоја ситуација да излечеме. Ја не знам што би можело да направиме. Да кажете дека државата нема пари за вакцини, тоа е лага. Државата има аранжмани направено, платени се некакви 20-30% од некакви големи измените во законот за јавни набавки да поминат побарање на владата за набавка на Pfizer вакцините и тие. Нели се очекуваат сега, нели се очекуваат 300.000 вакцини во текот на април. Еве повторно имаме блокада. Еве за волја на вистината не сакам да ги критикувам мицковски компании, али во масовна пандемија, кога и сами зборуваат по цел ден од пресконференција на пресконференција од 2 часа на 2 часа, дека е криза, дека луѓе умираат, еве ги блокираат и тие јавни набавки во собранието. Амбасадор во државава најави нова пратка неодговорно. Петровски, околу... Никогаш не дознав дали е тоа Спутник В или Спутник со римско 5. Спутник В официјално. Јас на почеток мислев дека е римско 5, но Спутник. Има ли символика? Мала дегресија. Има ли символика? Па не знам, да не е некоја нова програма ракетна. Но како и да е, Русија навистина многу земји ги снабди со вакцини. Еве, читам дека и Германија ќе клучи набавка на вакцините, може би Спутник В ќе влезе и во ковид пасошот што го најавува Европската Унија. Но она што го начнавме како тема и цело време проявува во емисијава е работата на партиските штабови кои се во постојана герила акција. Колку директно прашање, колку приведувањето во притвор на екс-шефот на УБК Сашо Мијалков ги помати сметките за одржувањето на така наречениот вореден конгрес на ВМРО ДПМН намери од коалицијата.
Прво користите кованици кои што за мене се неприфатливи, но не ви се љутам затоа што тие беа наметнати како етикета од страна на дувлото на Мицковски. Никаква мери од коалиција. Јас сум делегат на ВМРО-ДПМН согласно важечкиот закон за политички партии во Република Македонија. И она што го барам како делегат, јавно го кажувам, сега го повтарам бидејќи не е прв пат, е да се одржи конгрес и да се симне Мицковски од позицијата председател на партијата на која што, by the way, или потем речено, е ставен во Валандово на нелегитимен конгрес. Значи, партијата да почне процес на реформа, може би нешто слично како сега што беше спроведено од страна на Заев, да му се даде право на секој член на ВМРО-ДПМН да ги избира своите органи и представители, да се учи на демократија внатре во партијата, да биде мотивиран, ако сака да биде биран, да биде квалитетен и да нуди програма. Тоа го барам јас. Ја тоа не го барам преку мери од коалицијата. Мене ми беше залепена таа стигма, јавно кажувам, дека Сашо Мијалков го постави на нелегитимен конгрес Мицковски во Валандово 2017. Не го избра Филип Петровски. Ја на тој конгрес не отидов како делегат поради протест од тоа што го правеше некој од мериот или не знам каде. И не знам зошто толку му пречи на Мицковски мериот, бидејќи од мериот тој беше изберен. И затоа велам дека е стигматизација која што мислам дека и не може да се залепи за мене. Да, бев во мериот, сум бил на состаноци, ја ќе се состанам со било кој што има идеја дека треба да се одржи конгрес или партијата да се реформира. Ако не се реформира партијата, нема проблем само партијата, има проблем и Македонија, бидејќи секогаш била една од оските на која што се потпира државата, ВМРО-ДПМН. И на државата и треба здрава партија. Да, ја нема. Не ми одговоривте, бидејќи сте во текст со организацијата на Конгреса. Имам одговор. Нема мажи. Молам? Нема мажи. Има жени делегатки, да, ама нема мажи. Знаете што? Вие имате луѓе кои што, прво, сега не знам дали е соодветно во емисијата, меѓутоа генезата на изборот на делегатите и претходно била спорна. Имало партиски членови, но имало и избор и желба на триумвиратот на врвот. Груевски и некои други, да не ги именувам пак. Се поставувале луѓе од кабинет на Груевски, секретарки, се поставувале директори кои што се на привремена работа во ВМРО-ДПМН за делегат, затоа што Груевски ги поставил па би гласале за него. Ова е состав од Конгресот во 2015. Значи Овој што сега беше за смена. Затоа што во 2017 имавме предвремен конгрес кој ги потврди делегатските листи и тие листи важат 4 години или до наредниот предвремен или редовен конгрес. Така што ова е исто има дегенерација. Таа дегенерација се гледа јавно, јасно. Не може да се состави политичка акција внатре во ВМРО која што е легитимна и идеолошки издржана. Затоа што на овој му спречело, овој е бил мериот, овој е бил вака, оној е бил онака. Мицковски не прогласува за криминалци, на Заев соработници, а он седи секој втор ден со Заев и се спрема да влезе во власт. Така што ете тоа, ако може еден краток одговор. Да, но само ова, зошто толку жестоко најавуван беше тој конгрес, но за одложувањето така бледо соопштение од иницијатори? Не знам, ја мислам дека е тоа грешка. Мислам дека одложувањето беше грешка, мислам дека и сметам дека за да биде здрава партијата мора да се одржи конгрес и мора да се оди Мицковски. Мислам дека целиот проблем е во тоа што он е изберен на нелегитимен начин, луѓето кои што го избраа или кои што глумеа во Валандово, да не ги именувам сега, значи кои што глумеа делегати во Валандово, бидејќи сум ги проучувал фотографиите од човек до човек, сите што седат околу него, најголем дел не се делегати, а таму аплаудираат како нели го избравме Мицковски, акламација и така натаму. Тие луѓе он ги корумпира нив, они го корумпираат него, имате затворен круг. Партијата не може да оди напред, оди надолу. И соопштението за одложување на конгресот беше траљаво, неукострочено, на брзинка и несоодветно. И
За жал, ја имате оваа ситуација што имате сега. За детаљот, сега, ако добро го разбирам, Филип, и па да се вратам на почеток на таа тоталитарна свест која ја наследија од Груевски. Значи, невозможно е да се спротиставите на власта, односно на владата, со тие, како да кажам, фашистоидни примери на кои се предавници, а кои се патриоти. Демек, ние сме автентична ВМРО-вска структура, а вие сте некоја која покажувате некаква малку вишок на смисла и чим покажувате вишок на смисла во смисла оди си, не си доволно добар, немаш понуда за граѓаните, ти си на некого соработник. Тоа мислам дека во ова општество, каде што сите се обидуваме декларативно да зборуваме дека сме за Европа, дека сме за НАТО, дека сме за цивилизација, дека сме за ум, за памет. Цело време тоа некако провеува во медиумите, а кога некој е загрозен во некаква релативно фер политичка борба, мајсторе, не ми се свиѓаш, имаш пораз еден, имаш пораз уште еден. Заев му направил услуга на Мицковски за да не се одржи конгрес. Мислам дека не треба така да размислуваме. Пак ги знам што се зборува низ градот. Значи, едно е правосудство и процеси што идат, не знам како идат, не ги коментирам, нели не е наша работа. Друго е политиката. Ја не можам да видам како Заев би нарачал да го осудат Мијалков. Тогаш имаме ние проблем у државата, ако е така. Ако не го осудиле, односно ако не било тоа процес у кој што судиите нешто правеле. А дека постои верување дека Заев му помага на Мицковски, не само преку овој случај, постои и видливо е дека они си имаат вака една добра соработка. Иако се напаѓаат нон-стоп. Затоа што, гледайте, Заев теоретски не постоеше шанса да победи нити за Пендаровски, нити на парламентарните што беа предвремени минатата година, доколку имаше здрава политика во ВМРО-ДПМН. Он направи такви грешки, такви промени направи во системот на државата, кои што, да речеме, во Грција беа платени, Сириза е симна. Мене ми кажува мои грчки пријатели во Солун дека им се допаѓа Сириза многу, многу добра економска програма дека има, но дека по прашањето на Македонија ќе биде симната од власт. И ја симна од власт. Овде не беше симнат Заев затоа што го имаше наспроти себе Мицковски, кој што ширеше еуфорија дека ќе тепа со 10 пратеници, сите анализи што ги правевме покажуваа дека губи минус 2-3 и точно тоа излезе. Ја дури мислам дека Заев толку добро ги манипулира овие работи и толку добро ги гледа бројките што се одвиваат, што го држи цело време во живот, не го потопува колку што треба да го потопи, него го остава помалку, бидејќи најдобра спаринг вреќа за него е Мицковски. Било кој друг лидер на ВМРО-ДПМН ќе го победеше Заев на избори. Тврдам. Кога би можеле да очекуваме активности на иницијативниот одбор на... Еве, јас се надевам дека ќе се одржи конгрес, ама не од делегати кои што ќе си ги избере во скоро време Мицковски од секретарките таму по штабот што ги има и од Дублото, туку од сериозни авторитети. Вие гледате, има еден Љубиша Георгиевски, Бог да го прости, беше делегат на ВМРО. И сега одеднаш ако се спушти тоа ниво, легитимноста паѓа. Вие ако овој не ви се допаѓа, оној не ви се допаѓа, нема дебата. Сите што не чиниме, Дублото не отцрнува, не стигматизира со пари. Исто така од странство, значи со нарачани текстови, со твитери, со фејсбуци, со не знам што. Партијата можеби он ќе го задржи столчето во Белата палата, меѓутоа нема да го победи Заев како што гледате, он не може да го победи Заев. Добро, во иницијативниот одбор за волја на вистината видовме и познати личности и фаци, но сега велите дека дел од нив како да ја свиткале кичма. Нема мажи, втор пат кажам. Не знам се ова... Ова е внатрешна работа, претпоставам дека не би било малку маскулинистички. Па мора. Ја настапувам од позиција на алфа. Добро, но и Јовановиќ во неврзан разговор кажа дека сте го ажурирале членството во СДСМ. Да, јас го ажурирав членството во СДСМ и бидејќи
Јас не може да бранам политика некоја во која не верувам. И тоа беше еден најмал гест да јас тоа го направам. Јас немам никаков проблем тоа да го направам, само во оној момент додека јас верувам во таа политика, јас во оваа политика верувам, некои постулати ми се многу важни, некои постулати сум ги читал, ги гледам во реалност дека се така, например да кажеме... Може да те прашам нешто? Да. Дали ти делувам ја како поддржувач на Заев? Согласно ова све што го изјавив тука? Не, апсолутно. Ама ете стигматизацијата што доаѓа од Белата палата е дека да. Јас сум слуга или платеник на Заев. Не си ти слуга и платеник, него сакам да кажам, и ќе се вратам и на вашето прашање, човек кој пројавува малку поголем вишок на смисла, нив ги буни смислата. Ти мораш да си генералштабно да се однесуваш кон таа партија, да си унифициран, знаеш што значи и да си унифициран и да си канонизиран, во моментот кога ќе пројавиш малку поголема смисла, или некоја метафора, или ќе се насмевнеш, или ќе пројавиш некој дух, некоја енергија, некоја живост, некоја брзина, и веднаш тие некако се екипираат дека тука има некоја можна закана. Мислам, сепак е 21 век и ја мислам дека само тие политики вредат да се бориме, бидејќи ви велам, ако нема демократија, тогаш ќе нема ни леп. А таму кај што нема леп, најчесто се дава по една кришка, се дава по една лажичка и така натаму. Значи, важни се процесите. Таа политичка партија ВМРО ДПМН заслужува да биде демократизирана, плурализирана, бидејќи да не се лажеме. Нашава земја сепак и во иднина и следниве 50-100 години ќе ги водат политички партии. Цел свет водат земји од позиција на политичка партија. Не може не политичка партија да води или некаква експертска влада, мислам, тоа е неодржливо. Но да се вратиме на ова. Јас во оваа политика верувам. Се што сум напишал, се во тоа верувам. Мене никој ниту ми арбитрира што треба да кажам, нити предпоставувам дека не изгледам на бот. Или предпоставувам дека не изгледам на некој што е полтрон на Зоран Заев. Мислам, ако изгледаат вака полтрони на некој лидер, онда добро, прифаќам дека сум тоа. Но сепак, социјалната правда во оваа земја во некоја смисла е реализирана. Имавте до вчера најмала минимална плата 9.500 денари, денеска е 15.500. Тоа е за поздравување. За крелби на луѓе, па тоа е катастрофално, тоа е авторитарно, недемократски и нечовечки, ако се може би вечерва и беа споменати некои имиња кои и не се присутни, но таква е политиката и јавниот живот. Петровски, каков е вашиот статус во ВМРО ДПМН? Сега, вие сте делегат, член. Не знам. Го ажуриравте ли? Не знам, не. Никогаш нема да го ажурирам. Ја не сметам дека треба на некој да му докажувам со препотпишување дека сум член. Имам од 92 година членска книжка. Ако таа не важи и ако ја не му требам на тој што ги ажурира податоците, нека ме избрише. И имаше таму некои гавази на Мицковски што искачаа на пресконференции што велеа дека не сум член. Ја ќе кажам вака, има јавност, македонска јавност и членство на ВМРО ДПМН, они ќе проценат дали сум член. На никој нема да докажувам дали сум член или дали идеолошки одговарам на десницата. Бидејќи сепак 30 години ова го правам, не 2-3. Да, долго сте во политиката и она што се случи, ајде, со иницијативниот одбор за одржување на Конгрес, го анализиравме, може би не доволно вечерва, но во интерес на времето. Дали може би кај тие членови со кои го организирате тоа, може би постои можност за формирање на нова политичка партија? Ако не можете... Не знам. Дали сте разговарали на таја тема? Кај делегатите постои една голема резигнација, постои едно чувство на страв, има заплашување, значи ги заплашуваат, им се закануваат, има обиди за подкуп, значи на некои им ветуваат позиции, има обиди за Кој им ветува? Па се разбира Белата палата, они ги лоцираат кои се. Дали се сеќавате што се случи со Весна Дамчевска-Илиевска која што ја објави иницијативата за Конгрес? Отидоа таму некој битанги у бутел пред куќата да ја претат, па мораше ја пријавува полиција, па ги апсеа.
Значи, Мицковски не се користи само со пресконференции. Он ги користи сите можни алатки кои што ги користи една подземна гарнитура, мафија, како сакате наречете ги. Значи, немојте мислите дека не се користи со закана и со сила тој човек. Јас имам сведок дека бил пратен на мене од страна на Мицковски на протестите за промената на уставното име, кои што се одвива како протести 2018 година. Сведок имам повеќе сведоци, но човекот сега е спремен дури и да сведочи дека лично од Мицковски бил пратен да ме тргнат на страна за тие протести да не добијат друга структура и друг тек и него да го исфрлат од игра, што докажува, ми се чини, дека он активно учествуваше со тајна поддршка за името на Република Македонија да биде променето. Може би историјата еден ден ќе го покаже она. Јас ги кажувам моите ставови, велам, многу ми е жал што таков човек не може да се осуди, да се осмели. Физичка смисла? Да, физички бев нападнат. Ова е страшно што го кажуваш ти. Физички бев нападнат од организирана група пратена од Мицковски пред собранието на Република Македонија, втор ден од подпишувањето на договорот во Нивице, кога протестите беа и со солзавци со се, меѓутоа кога добива тие што протестираа една посериозна структура која што можеше целата десница да ја преземе во сериозен отпор за да се спречи промената на уставното име. Физички бев нападнат, да. Пред самиот крај, за жал, пандемијата како воопшто да не престана, веќе повеќе од година дена и светот, но и ние се соочуваме со најголемата светска пандемија. Како се заштитувате вие? Довербата во тимот што го води ова, едно време имав повеќе доверба, сега имам помалце доверба. Се разбира, сите министри за здравство ќе изгорат во оваа пандемија од цел свет. Така ќе биде и со нашиот. Многу луѓе умираат. Ова е навистина нешто што ја не го паметам откако сум жив. Никогаш не било децата дома да учат. Една тотална изолација е направена со процесот на едукација, која што мислам дека ќе има многу сериозни психички проблеми кај децата. Треба државата посериозно да се посвети на анализи ова до какви други проблеми ќе доведе. Се разбира, треба да преживеат сите. Против затварање сум затоа што не мислам дека вечер од 9 ќе дојде короната. Короната не доаѓа во одреден час на денот или на вечерта, доаѓа од неодговорните луѓе. Свадби, кафани, качувања по маси, непочитување на дистанца и на хигиена и така натаму. Сега прочитав пред 2 дена дека 1:10.000 е шанса да се заразите од површина. Најново истражување, нели може сте го виделе? Да. Значи, веројатно е близок контакт. Директно не ги ставите. Значи, директен контакт, непочитување на дистанца и на хигиена. Да. Сега тоа требаше ли државата да ми го наметнува? Нели знаеме ние после година дена и 3.500 и 4.000 умрени дека треба да држиме дистанца. Ама изгледа останало нешто од оној менталитет. Да, господа, ние вечерва имавме доволна дистанца меѓу нас. Имавме, да. Ги запазувавме протокол мерките, но и фер и одговорно дебатирање. Се надевам дека пријатно се чувствувавте во Клик Плюс и беше задоволство што за прв пат сте во ТВ.